систем за да може креативната енергија да ја насочи у тоа што реално треба да ја насочи, а не да го моткаат ојле, дојле, иди на овој, па чекај сега, знаеш тоа, кај нас тука, знаеш како ти? Тоа научна фантастика. Добро утро, драги гледачи. Идеме на кафе со Васил, кај што треба да поминеме неколку теми, иначе не да лубава временцево идеално. За дел од апликацијата што се дешава и дел за Fulfillment центарот. Филипче, што е ново сега за недела? Апликацијата, првата програма е спремна, све ми е ставено и стриминг, од кај да ги влече видеата, со кодови, со наш плеер направено, све можно. Ми останува недела уште да интерфејсот да го направам и да купиме пакети, треба за Apple Store и Google Play, годишно се плаќа, да има таму некој одобрување, треба да помине со фирмата, иначе и Stripe-от ни е врзан за плаќање со картици на наша веб страна, све можно тоа е. Ми треба да го издизајнирам интерфејсот, да не одобрат Apple Play, Google Play и почнува да станува лайв. И од таа точка надале која ќе го направиме, треба да видиме покрај облекава со кои ресторани ќе направиме соработка да има за попуст. И паралелно, кога ќе чекам да се одобри, починам со снимање на втората програма, пошто цело време да има различни. Да. Плюс, зборам од аспект на програмите. Со рестораните се знае, и плюс рецептиве и суплементите ќе бидат убацени у апликацијата само. Чекај да ме те прашам сега. Програмата за вежбање е програма за вежбање општа, небитно за години, има различна програма за година плюс 50 плюс коза, мислам постари луѓе. Не, ова е намената за сите со левели, како не бигинер, него за сите левели. Сакам сите програми да си бидат за кои левели се. Ова е пример за сите левели. Вторава ќе биде за малце понапредни вежбачи за качување на мускулна маса, пример за такви работи. Сите се за дома со еластици или со минимум реквизити, ама ќе си има за кого е намената. Ова е првата, значи почетна програма, ама за сите. Ја истата ја правам. Значи има левели у самата програма, нема. Значи може и некој 50 плюс, може и 40 плюс и 30, и за машки, и за женски, за сите. И сега паралелно сакам уште две програми, не уште три имам у глава, сакам да почнам со реализација. Сега втората ќе биде за качување мускулна маса, некој што сака. Уште една за жени, само посебно, и уште една со кеттлбел. Значи тие три паралелно ќе почнам со снимање, али ова е врв што ја направив, буквално ја истата ја правам и ти ако сакаш да почнеш, ти давам ластик, можеш да почнеш да ја правиш. Значи не, многу е добро смислено, пошто за секоја вежба, пред да почне вежбата, објаснување, модификации, ако не можеш одредена вежба, интензитетот сам си одозираш, ти станува напорно, кога да намалиш, кога, значи направено е буквално у некоја, да кажам, комфортна зона да може да ја правиш програмата, не да те извади од комфортна зона да ти биде неугодно доколку никад не си вежбал. Значи намената е за некој никад у живот што не вежбал да почне да вежба. И да сака да вежба. Така да, тоа е, и да видам се што ќе биде со Apple Play, Google Play. И што таму се пријавуваме само? Па не знам. Они генерално немам искуство со тоа. Мислам и со ова немав искуство, па некој направи така да. Сега имавме искуство, па немаш да има искуство кога никој не го. Не, али сега ни е врзано, мислам дека врв ќе биде. Јас да доста труд и енергија и време се изгуби, ама е според сите светски стандарди кои што треба да изгледа нешто. И плюс ми е најбитно со плаќањата што ќе биде безпрекорно топ. Па нема веќе имаме и картица, имаме плаќање на врата, од друга страна секој што си апликацијата што ќе си биде член за вежбање си има попусти, понатака секој се турка на апликација. Не, па тоа е целта. Одат и апликација затоа што таму го правиш контентот и таму го правиш тимот, таму ги правиш луѓето што те следат. Па не, и плюс после да полека да се билда тоа комјунити и со патување што сакавме со Томчеве се, па може ќе правиме, ќе затопли некоја забава со готвење, со рецепти, со све можно. Начин на живот, едноставно ова е начин на живот. Ако ти се свига, пеки биди член, не ти се свига, окей, не се свига, имаш избор. Одма треба само да се види, да се направи план со попустиве за ресторани, со кодовите како ќе функционира. Планирам да има до кај 10 места максимално. Лесно е решливо тоа, секој корисник си има свој код кој тоа не далава, знаеш како ми е план, не далава да, ако можам да остредам све тоа,
да платиме на Apple Store и Google Store, да почне верификација и од таа точка надале да договараме за рестораниве Ти сите и апликации до средина негде на март она soft launch полека да се пушти и да функционира и после само контент се снима кампањи за тоа, се пушта и таман април го фаќаме на пуна пара. Него го интересира газдата на ресторанот или тој што ја дава услугата, го интересира по која линија дал попуст. Ние секој ден имаме верификуван код каде што е различен кај сите корисници. И он знае кој код, гледа на монитор, овој код ми е мене одобрен, добро, може да ти дам попуст. Ако имаш код од вчера, ти кај нас има генијалци милион да се родат. Дај ми го сликај ми го. Све ќе биде безпрекорно направено. Идејата е дека него го интересира само колку има продажби, да не идеме, ти кажав, све апликација на која ти го оптеретуваш продавачот, он нема да сака да ја користи. Него му треба да не мисли, просто гледа, да, тоа се склапа, фала, идеме дале. Ја пример ова што го направив со стримингот за видеата, знаеш како се аплодираат, одма лета видеото, стискаш плей, јас да ги плативме најскапите пакети за све можно, ама функционира, така да кога ќе платиш, ќе работи кој што треба, не може да не работи. Сме го правеле муабетот и истото се врзува за се што се работи. Еве, од една страна апликацијата, од друга страна и fulfillment и се. Тоа, добро, апликацијата, ова грубо до средина на март планирам да се пушти. Да е све кој што треба. Кажи што се дешава со фулфилментот, со тие... Фулфилментот у петок веќе стигнува и софтверскиот пакет да се врзе, така да првите клиенти доаѓаат и тоа е ERP и ние ќе ги имаме како внатрешно врзано. И внатрешно и надворешно ќе бидеме врзани со софтвер за испоруки, каде што секој ќе знае што е поентата на цел систем таму. Имаме ние една мана и една предност као Македонија. Маната е што многу сме назад, а предноста е другите се измислиле. Нема потреба да смислиш топла вода, он измислил се. Да. Кај нас ако седнеш за веб страни, ако почнеш да ти објаснуваат нашите истиот проблем го имаше и за апликација, кога праќаш ти вика развој 6 месеци, овакво, значи филозофија на месечинава се кача луѓе, оние апликации веб страна прават по 6 месеци. А овој готово ти го дава таму, аплицирај си го, закупи си го, чао, пријатно и функционира. Оти проблемите ние што ги имаме, дал во дел на логистика, дал во дел на било што, пази, Америка ги решиле пред 100 години. Да. Ги решиле. Ете како работиме футорива Америка, кој тебе ти, каде трчаш до производител, па дали имал залиха, немал залиха, која ќе стигне, како да му платиш, иде ко по вода. Не си ја видел, ни погон си му видел, ни цвета си ја видел таму за нарачки, ни бутон, пишеш, доаѓа, фактура, трас, тести, пријатно. Пушти количината, дај парите, ај со здравје, веќе вози. Оде, чекај да видам, да прашам. Технологот е болен. Брат му на одмор. Чекај, неаме залиха. Назад сме многу и нема напред. Чекај, кажи сега, од кој ќе може да... Петок веќе доаѓаат. Више со првиот со работници ќе може да почнеме од петок. Да, у петок со обезбедување, со свето завршивме. Да. Има уште еден дел што треба да се инсталира од опрема, здравје Боже, идејата е многу проста таму. Fulfillmentот треба да нуди, значи што нудиме ние fulfillment? Ние нудиме, ајде да речеме, логистика е тоа у превод. Ние со логистиката нудиме две работи. Едниот производ е просторот, другиот производ е услугата врзана за просторот. Во Македонија, ако било кого прашаш, му кажеш има ли магазин кој е со противпожарна заштита, со алармна заштита, со видеонадзор 24/7, со патрола обезбедена и со осигурање, кажи му има таков магазин, има. Каде има? Па има у Илинден 3000 квадрата. Ама нашите бизниси сите имаат потреба од 10, 20 до 30 квадрата. И ние, што е поентата? Да бидеме единствени кои на малите бизниси, кои им требаат 1 до 2 до 3 палети, да ги имаат истите услови, како и оној што има 30-40 милион палети. Да. Затоа што тој не може да си го дозволи тоа. Ниеден мал бизнис не може да си го дозволи тоа. Ќе земе гаража, ќе земе мал магазин, нема обезбедување, нема камери, на среќа идемо, па не може да ги обезбеди. Пола не може ни вработените да ги платат, што ќе биде за... Види, проста работа, ние го имавме истиот проблем. Значи, комбе имаме наш магазинер, наш магазин и само за нас. Тебе ти оптеретување. У контакт центар имаш човек, све ти го плаќаш. Замисли се целата инфраструктура надигната на уште повисоко ниво квалитет, а сите помалце си плаќаат колку што си користат. Да. Он не може да биде лош.
од тука ги координира сите пошти испорачатели. Тоа да го средиме и ние внатрешно сметководство да ставиме и плюс и тоа да го Све, нудиме имаш ти која со услуга интернет. за сите. И услуга за сите од офис Пошто центар. сите имаат проблеми, на еве типот- и неколку ми кажа со сметководство, со кампања за мета фактурите плюс Со даноци сите, некои им ама рачунат. нема види. Значи ужас, пошто никој појма нема ова држава, тоа е голема предност. Имаат појма, они многу имаат појма како да заработат пари, а без да работат. Ти, ако со било кој сметководител разговараш, он ќе ти каже дека ние сметководителите се договоривме во зависност колкав ти е прометот во годината, толку ќе ни плаќаш за нашата услуга. Ало, пријатели, ти имаш едно дуќанче мини маркет што прави дневно 500 евра промет и он ти плаќа тебе 3000 или 6000 денари месечно за да го водиш, дневно ти носи 300 ливчиња да ги протераш и имаш фирма која работи со струја или со нафта, 2 фактури годишно со 2 милиони евра. И сега он треба со 2 милиони евра што прави да ти плаќа по 500 евра месечно, отимал промет. Не ме пријател, како ти мене според моите пари ја зимаш твојата заработка. Не, тоа ќе го направиме тоа Заработката што ти ќе се беше земе идејата со офис центар и магазин, логистиката со си е едниот системи, дел, со апликации да, со сите и салтанати, комплетно кој услуга, сака. пример, еве пример од афилиеите што имаме посериозни деца, за X време ќе сакаат можда нивни собствен производ, ќе му треба фирма, Да, бе, му така? треба Ете плагер. ти сметководител, му отвора фирма, му води сметководство, робата е тука за регистрација, посредување, за од Америка увози или од Европа кај да треба све што треба, целиот систем за он да може креативната енергија да ја насочи у тоа што реално треба да ја насочи, а не да го моткаат ојле, дојле, иди на овој, па чекај сега, знаеш тоа, кај нас тука, нормално. знаеш како ти? Тоа, научна фантастика. Ама научна фантастика види една работа. Прво кај нас имаш шпедитерски фирми еден куп, а кој како ќе ти шпедитира секој поразлично. Имаш еден куп транспортни, значи сите имаат различна услуга. Втора работа, на големите и средните фирми кои со години направиле систем. Ние веќе сме го направиле системот, ние си буткаме. Ние е релативно лесно на големите, има уште полесно. Он има и човек, има и се, знае како да протне, знае како да заврши. Ти ке чекаш 2 недели, он за 2 дена ќе му го даде документот. Океј, што правиме со малите? Ако 80% од бизнисот во Македонија се мали и микрофирми, млади деца кои се буткаат да направат нешто во животот, а ти не му дадеш никаква опција, никаква поддршка, државата поддршка, оди земи кредит за мало стопанство, значи треба да се брцне само џеп. Гледај го системот. Треба да ги заработи парите некаде, да мести кнауф, некаде, не знам, негде од тато да му ги да појма немам, да земе пари и сето ова да го покрие. Па он капиталот за развој ќе го истроши во инфраструктура. Толку, он не може да мрдне напред. Да. Ама викаш, еве ти опција. Дечко, тебе палетата со сите салтанати да ја чуваш ти е 10 евра. Да ја чуваш овде во магазин. Дал еден ден ќе ти седи, дал 30 дена ќе ти седи, тука си, еве, гледај си ја на камера. Не мрда. Тука си седи, те чека. Сега. Не, што би направил, за пример афилиети, што ќе бидат успешни да има колевели, пошто следно, кога ќе завршам Секогаш. апликацијава со 3-4 програми, ќе снимам програма за афилиети, за медиа баинг, за водење кампањи, тоа што има главното. Тоа кога ќе го направам, сега више имам едно 3-4 афилиети што реално газат, така, за X време, Пепел прадечките секоја чест. за X време, ќе има тие ќе сакаат нивни производ, не мора да е суплементи, може било што да е, така. Ќе има опција, значи и ние фирма да им отвориме, и сметководство, и достава, и испорака, и паралелно тоа време ќе може и Европа да се пушти од тука. Уште подобар И предлог. плюс, ја уште би направил кога ќе стигнеме до тој стадиум, да може за помлади деца и да ги финансираш, им влагаш као дел партнер у бизнисот. Кофинансер, да, има уште подобра идеја. Зборам за тие што покажале реални резултати. имаш уште Ако не ќе да инвестира, пример сега, ова далеку сме од тоа, ама ќе стигнеме за брзо. Ти влагаме, оке, ние ќе го финансираме Зашо? тоа, имаме толку посто, ние го држиме системот и даваме и насочија твојата креативна енергија. И на неколку што ме прашува за Америка. И викам, покажи резултат тука, напред, за да знаем, за да видиш и ти дека можеш, еве ти одма Америка, земи води терај. Ама имаш Пошто уште мора покултурно, искуството да го стекнеш. имаш уште покултурно решение на крајот на денот. Ти на почеток на било кој што тргнува во бизнис, да го оптерети со фирма и давачки кон државата, а да не знае како ќе му оди, е многу потешко отколку да му рече слушај, јас ќе ти отварам дивизија во мојата компанија. Подружница ти отварам, што е твоја, со твоја сметка, сите трошкови, јас те покривам секако, колку ти е делот од трошокот ќе си го покриеш, пробај, ти држи газот.
Да, си направил профит, сакаш да идеш да се одвоиш. Двој се бе брат, терај кај сакаш терај. Јас сум ти го дал пушапот. Да. Ама не си оптеретен месечно со сметководствени услуги, не си оптеретен годишно со фирмарина, не си оптеретен со завршни сметки, со ништо. Тебе мајката, И капата само и те покрива. регистрација и 300 чуда колку капата трошат те, сите. капата те покрива, ти треба логистичка помош за производи правење. Каков производ сакаш? Ваков, добро. Ова ти е цената. Оди сам договори се да видиш која цена ќе ти ја дадат. Дојди преку нас договори се да видиш која цена ќе ти ја дадат. Многу е просто. Да. Му даваш пушап, ако сака производи. Види, и огромен пушап е, пошто ја гледам, у просек за вадење производ на пазар, тебе те кошта 10 до 20.000 евра, зависно од производот со минимална количина за да тестираш. Да. Тоа е тест, не збориме количини некој. Па е. Така да ти реално за да почнеш од тоа ти треба минимум да имаш 20.000 евра за да може да ги изгориш на некој начин што Да се ги вика фрлиш. у тест Да ги за да фрлиш. знаеш дали тоа уопште ќе ги биде фрлиш. успешно и после ќе ти треба уште минимум 2 пута толку за да можеш да ги вртиш кампањи, залихи, количини и све останати работи. Многу е просто еден производ да го направи квалитетен, не правиме ни муабет кинезарија од 2 евра, правиме муабет квалитетен производ, да го направи него му е 10 евра. Без 1000 комадо не може да го тестира пазарот. Одма 10.000 ги изгорел. Одма. Има регистрација трошкови за тоа? Има. Има кампањи трошкови за тоа? Има. Има маркетинг трошкови за тоа. Он ќе тргне првиот ден кој ќе ја пушти рекламата, жими мајка, Да. нема шанси. Он треба да издржи првите 3 до 6 месеца. 3 до 6 месеца, нека му е месечен трошок од 1000 до 1500 евра. Со 10.000 одма да ги фрли за производ, 20 карти ти се онака со 6 месеца работа, ама да има уште петка негова тато мама да го ранат бидејќи од овие динар нема да земе, тие 20.000 ги гори, нема да му се вратат. Па нас колку не кошта маркетиншката кампања за 3 години на Футурива, колку е се заедно? Само плаќање кон социјални мрежи, бројката е глава боли. 250.000 Доналд Трамп треба медалј да му даде на Филип. Зашо? Затоа што допринел на америчка економија. 250.000, тоа глава боли. Ама свртиле, не свртиле, доека застане на нога. Да, ама имало Види, импакт. Ама Тоа кошта. е искуството и школото и па се плаќа. системот, Па сега се со плаќа. сите можни проблеми решен вака за да може сите да почнат. Имаш искуство, еве ти афилиет почи. Немаш искуство, ќе направиме програма као на некој начин убрзан курс кај што ќе може да ги научиш основните работи за да почнеш да тестираш. Почињаш таму, заработуваме пари, после сакаш да инвестираш, значи ние на некој начин ќе направиме што се вика као факултет посебен. Не бе, За тоа. даваш опција, нека и секој што има идеи сака, ова нека прашат, не е никаков проблем. Мислам, поентата е има многу малку опции за млади луѓе во Македонија да пробаат и да многу направат мацно, било не нешто. постојат. Нема никакви. И они секој се мачи на свој начин. И они размишљаат дали да седи тука или да бега некаде надвор. Поентата е 200-250.000 евра на 3 на 4 години поделено е исто како да си на еден МИТ универзитет во Америка да си платил студија. Да. Тоа кошта. Затоа кошта студирањето. Да те научи некој каде да не грешиш. А друга работа во дигиталниот свет и во денешницата каде што се менува преку ноќ. Денес само Facebook направи 3 апдејти у 3 месеца наназад. Ти ако не го пратиш, Има душа 2 апдејти у задниот месец. значи ако ти не го пратиш секој ден што се дешава и да се насочиш, а нема шанси да се насочиш и на дигиталниот дел, и на маркетингот, и на логистиката, ние сме двајца, па не Или сме треба спиеле да со денови. не Па си двајца добар. сме, не сме по нас да не си јарен по 20 сати и никој да не те види, ама двајца со секој У различен мина сектор. Труд, да, мина труд. Значи двајца ветерани ти се тепаат, не може да стигнат, а ти тој гуштер војник што нема појма ќе опуштиш, изгоре тој изгина на првиот ден. Проблем. И не е само кај нас у фирма, не само нашиот бизнис, у сите, оди прави муабет со сите ќе ти го кажат истиот проблем. Нема системско решение. Системско решение. Еден дел од системското решение, афилиейтите, дечките што знаат да рекламираат, еве ги да се заработуваат. Алал да име и на нив, и на заработката, и нека газат напред. Децата се супер. Не бе, јас за тоа за ти 3 кажав, месеца јас што направија, мислам дека со другите афилиет програмата, мене замислата и тоа што ти викав, им даваш максимум све на почеток без превари, Да. оние мултилевел Не, шеми, не. Овде ти си бонуси, ми партнер. ова, тоа. Ти си Еве ми ти, партнер. ако Да. знаеш, ако Ти си ми имаш партнер. муда, земи работи. Па еве ги бе стигаат И просто- веќе до 1000 до 1500 месечно И ја да си ги пример таа земат мрежуша на толку втор сакам месец, да на ја трет растам, месец. пошто тоа е Филип. прво допринесуваш
за младите тука реално да може и да заработуваат и нешто да функционира и да се инвестира у бизниси, пошто тука не постои ништо, не знам немаме нешто да ние има. бизнис, ние немаме производство, немаме ништо, единствено нешто што можеме да даваме е услуга. Значи ако едно дете, да не се разбереме погрешно, дете од моја гол гледано, од 22-3 години до 30 години, веќе да е дете тоа, мајде, он на месечно ниво дојде до 1500, до 2000, до 2500 да ги заработи од дома со 4 сата активно, бидејќи он 4 сата ќе направи ќе направи рекламниот бролог, ќе го насетира и ќе го пушти, што прави, не најува, не го гура. Да. Он веќе ти него си го донел во ситуација каде што он може комотно да живее и да размислува убаво и да размислува да остане во Македонија. Зашто? Затоа што само Македонија може да седне негде и да јаде кебапи за 15 денара. На Па друго више место и тоа може да се потешко, слика. искрено. Како Се што е, наоѓа, види. ама добро. Пекчево, берово, идеш Види, малце надвор у Скопје, нема После веќе тоа, ќе ги значи, гледаш. у глобала до средина на март планирам да ја пуштиме апликацијата, од април да е фул со реклами со све, до тоаш да средиме и со фулфилментот да ги врземе клиентите нели уште од петок, од кој викаш и петок. плюс и софтвери, за да може таму крај на април на раат да си отидеме на Види, Ибица и да правиме се други. бањаме. Па нема без да се бањаме. Фулфилментот, реално фулфилментот е спремен и сега, освен софтверскиот пакет што треба да се врзе, а глупаво е да им дадеш ти на Viber или на Excel да ги пуштиш на старт, да се враќаме 200 години назад, иначе услугата е спремна, луѓето се спремни, комбиња договорени со испорачатели, магазин е спремен, така да тој дел веќе може да работи. Најбитен е софтверот, зашо клиентот да си ги гледа нарачките во живо кај му се наоѓаат.